Канал 5, последни вести денеска. Тешка сообраќајна несреќа во која што животот го загубија две лица се случила попладнево на експресниот пат Градско Прилеп. Од МВР за Канал 5 информираа дека сообраќајката се случила помеѓу две патнички возила, а била пријавена во Обара Кавадарци нешто по 13 часот и 30 минути. На експресниот пат Градско Прилеп, после исклучокот за Кавадарци, се случила сообраќајната несреќа помеѓу патничко возило Шкода Октавија со прилепски ознаки, управувано од 51-годишниот ЖР од Прилеп, и патничко возило Volkswagen Golf со прилепски ознаки, управувано од 39-годишниот ТМ од Прилеп. Во несреќата на местото починале возачот на патничкото возило Шкода и 42-годишната ББ од Прилеп, сопатник во возилото, а смрт констатирал лекар од екипата на итната медицинска помош Кавадарци, соопштија од СВР Велес. Оттаму додадоа и дека со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило Голф, констатирани во општата болница Кавадарци, и бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. А едно лице е повредено и во пожар кој што попладнево избувнал во Штипско. Зафатени биле суба, трева и грмушки, но и неколку викендички. А повреденото лице е сопственик на една од викенд куќите. Пожарот, како што информираше директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, веќе е изгаснат и бил во непосредна близина на местото каде што и вчера имаше огнена стихија. При гаснењето на огнената стихија интервенирал еден авион на Дирекцијата за заштита и спасување, како и пожарникари од околните општини и од доброволното противпожарно друштво Штип. Ангелов заедно со градоначалникот на Штип Иван Јорданов го посетиле повреденото лице, кое во моментот е во болница со изгореници, но е во стабилна состојба. Постои опасност, се разбира, од потенцијално ново реактивирање, но како што ви информира градоначалникот, на лице место ќе остават дежурни екипи кои што ќе внимават да не дојде до ново палење. Сува трева, висока трева, грмушки, ветер. Рецепт за брзо ширење на пожар доколку дојде. Изгореници на нозите, вдишување на чад, повеќе има и на раци, нозе, но не е во животно загрижувачка состојба. Морам да потенцирам дека институциите како ретко до сега брзо интервенира, професионално, и чест ми е и гордост ми е што спасивме денес човечки живот. Тоа е најбитно. Куќа се гради, но човечкиот живот никогаш нема да се гради. И да се случат уставни измени, Софија повторно ќе го блокира евроинтеграцијскиот пат на земјава, порача премиерот Мицкоски. Според него, промената на уставот е само почеток и со тоа ќе се отвори Пандорината кутија. Тој потенцираше дека барањата од официјална Софија упатени по вчерашната средба не се нови, туку се дел од договорот од 2022. Јас разбирам дека некој има потреба да манипулира, затоа што потпишал капитулација, затоа што бил политички неуспешен, затоа што бил национално исплакнат, затоа што бил обременет со криминал и корупција и бил подготвен бел лист хартија да потпиши, да прифати се. Тоа е вистината. Македонските граѓани мора да знаат дека не се само промена на уставот и дел од бугарската земјица во преамбулата. Не. Тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме Пандорината кутија. Следи акцискиот план, следи работата на Историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на Историската комисија е само едно од барањата. Таму има можеби 15 на нови барања кои што ние како држава треба да ги исполниме. Најверојатно в понеделник ќе се свика продолжение на пленарната седница, на чиј дневен ред е законот за правична застапеност, кажа собранискиот спикер Африм Гаши во само интервју. Според него, процедурата за носење на законот е запазена. За најавите од ДУИ пак дека е можно и физички да го попречат донесувањето на овој закон, Гаши посочи дека на предлог законот треба да му се даде шанса, а доколку е потребно и дополнително да се менува. Закон за правична застапеност немало. Од 2001 година, од 2002, кога
е сменет уставот и кога ова темелна вредност на уставот Е во е внесена, е во началата. Знаете дека до 2015 година не било воопшто регулирано, потоа беше регулирано со еден софтвер, со една алатка наречена балансер, која направи и значи не го регулираше достојно тој Не, јасно е познато е се дека и претходната многу влада на СДСМ и самата предвидела дека треба да се Во укине во таа 2020 стратегија година, за јавната администрација, но сега умешно ги користат овие етнички теми да ве представат вас дека сте некакви вазали на ВМРО, дека правата на албанците се насадени. Видете, не му користи тоа на никого, ниту на ДУИ, ниту на албанците, ниту на македонците, да покажеме дека некој некому е вазал. Во демократска... Така да прашам, дали се тие поголеми албанци од вас или едноставно не можете да се носите со нивниот пиер? Па не знам што е критериум за добар албанец. Ако е корупцијата, подикнување на тензии меѓуетнички, ако е други критериуми, тогаш можам рака да им подадам. А во собранието попладнево на пленарна седница беше изгласана потребата од носење закон за игри на среќа, со кој што казината и коцкарниците ќе мора да бидат на растојание од најмалку 500 метри од училиштата. За гласа 59 пратеници, 9 беа против. Предлог законот за игри на среќа меѓу другото предвидува и забрана за рекламирање на излозите на коцкарниците, а се забранува рекламирање со кое коцкањето се представува како начин до личен успех. Секој апарат ќе мора да има задолжителен систем за локација, GPS, за тековна контрола од страна на УЈП. Лиценците нема да можат да се мултиплицираат, а се воведуваат и финансиски давачки за отворање нови уплатно-исплатни места. Предлог законот треба да биде разгледан и во матичните собраниски тела, пошто повторно ќе биде вратен пред пратениците на пленарна седница. Наскоро се очекува јавно обвинителска одлука за шпионската афера во кабинетот на председателката Силјановска, најави денеска државниот јавен обвинител Ненад Савески. Тој информираше дека е одржан состанок меѓу обвинителството за организиран криминал и МВР и потврди дека Министерството ги доставило снимките од видеонадзорот, за кој што тогаш обвинителството соопшти дека не добило известување. Се направи еден план за понатамошни истражни действија. Според она, колку што имав увид да се запознам и од надлежниот јавен обвинител и од истражителите, во завршна фаза се истражните действија, така да сметам дека во скоро време би имало и јавна обвинителска одлука во врска со тој случај. Видеоснимките се предадени и се предмет на анализа. Тоа беше последната содржина во вести. Пријатно.